при Глобалната недела за предприемништво. Глобалната недела за предприемништво е еднонеделна иницијатива, чиј домакин во Македонија е Стартап Македонија. И заедно со националниот координатор Симона Чаминска ја ставаме Македонија на мапата помеѓу 10.000 партнер организации, кои што од 16 до 22 ноември ја го слават предприемништвото преку различни активности. Овие активности се фокусираат околу 4 главни теми на Глобалната недела на предприемништво. Тоа се образование, екосистем, политики и инклузивност со акцент на женското предприемништво и социјалното предприемништво. Инаку Глобалната недела на предприемништво се случува во 170 земји широм светот. Ги поканувам учесниците да уживаат во овој настан на X-Factor акцелераторот. Им благодариме на X-Factor што се одлучија да бидат оваа година наши партнери и што ја збогатија програмата, и исто така ги поканувам учесниците да разгледаат останатиот дел од агендата за до 22 ноември, да видат кои што други настани би сакале да ги слушнат, со цел да се информираат и да дознаат повеќе какви се ресурси, инструменти и алатки постојат за реализација на нивните креативни бизнис идеи, а се дел од нашиот домашен екосистем. Толку од мене. Дечки, the floor is yours. Добар ден на сите. Драго ми е што и ние сме дел од Глобалната недела на предприемништво, веќе втора година со вас, и заедно се обидуваме да го прошириме предприемачкиот дух кај младата популација пред се. Значи, јас сум Милан Димитриевски, извршен директор на X-Factor, кој, како што знаеме, е еден од трите акцелератори кои што функционираат во нашава држава, подпомогнати од Светска банка преку Фондот за иновации и технолошки развој. Официјално започнавме со работа 15 декември, значи скоро една година сме присутни на македонскава стартап сцена. До сега имавме повеќе од 100 апликанти во нашите два брана на акцелераторски програми. Се соочивме со многу проблематики, бевме многу позитивно изненадени од стартап сцената и интересот на младите за да направат нешто тука во нашава држава, со своите собствени идеи да ги направат реалност. Сега, како што знаеме, инвестициите во Македонија многу тешко се случува и претходно, а посебно и сега за време на пандемијава глобална која што се дешава. Но сепак сите ние успеваме некако да се снајдеме и да ги надминеме сите оние потешкоти кои што се пред нас. Во двете предакцелераторски фази, како што спомнав, мина над 100 стартапи во нашите простори, со сите се запознавме, поминавме обуки, целата предакцелераторска програма. Двете предакцелераторски програми завршија со демо ден. Интересно беше што вториот демо ден на два пати се одлагаше токму поради пандемијата, што на крај финишираше со првиот онлайн демо ден во нашата држава. Можам да кажам дека тоа беше едно многу позитивно искуство. Брзо се прилагодивме на ситуациите во кои што не снајдоа. И исто така можеме да се пофалиме со тоа што од двете предакцелераторски фази финиширавме со по една инвестиција, се на се две инвестиции кои што се случија баш за време на кризата. Сега имавме проблеми највеќе ради физичките средби, се прилагодивме со онлайн состаноци, редуциравме број на посетители на средбите во живо, но сепак драго ни беше што и покрај сите тешкоти кои што ги создава пандемијата, и од другата страна наидовме на поддршка и на соработка, и многу полесно како предност во оваа криза може да го земеме фактор што
многу полесно сега може да се препознаат оние кои што се навистина мотивирани и оние кои што кризава ја гледаат како начин на одлагање на предизвикот, значи начин на одлагање на своите обврски и начин за полагодно да го тераат она што го замислиле. Сега, оние што се издвојуваат, оние кои што се упорни, се оние кои што нас ни се интересни и ради тоа мислам дека ни се потврди, пандемијата само ни ја потврди, ни го потврди изборот кој што го донесе Комитетот за евалуација на проекти и дека изборот кој што го направивме на двата стартапи беше вистинскиот. Се надевам дека ќе завршиме со успешен излез со двата стартапи. Се работи за првиот стартап кој што беше дел од првата акселераторска програма, се работи за 3D моделирање, софтвер за 3D моделирање, со брзина далеку поголема од конкуренцијата глобална. И вториот е сладолед на база од вино, односно алкохолен сладолед. Двете се пред фаза на продажба, значи очекуваме до крајот на годинава да имаме веќе производ на пазарот од двете компании, така да им посакувам многу среќа и нив, па и на нас. Сега би сакал да го прашам Игор, какви се трендовите како во Македонија и на Балканот на ангел инвестицијата и VC фондовите, VC инвестирањето за време на пандемијава? Благодарам пред се на Милан на поканата и на X-Factor акселераторот. Навистина импресивно тоа што за само помалку од една година веќе имавте поминато 2 програми и 2 инвестиции дури изреализирано. Не само продолжете така да ги подржувате младите предприемачи. Да се навратам на прашањето кое што многу интересно е да се даде перспектива на целиот тренд кој што се случува во рамки на COVID кризата. И нешто кое што мора да го напоменаме дека не треба да се пропушти да се искористи кризата, заради тоа што колку што кризата дава негативни ефекти, постојат и потенцијални можности кои што може да ги откријат само оние предприемачи кои што навистина знаат да пивотираат, да се го променат начинот на работење. И тука е тоа што всушност инвеститорите најмногу го бараат. Користиме на англиски зборот resilient, не знам на македонски како точно да го опишам, но отпорен на притисоци и нешто кое што стартапите всушност е нивна најголема карактеристика е да се променуваат соодветно на условите. Условите се сменија, COVID дојде. Правев една презентација во Албанија на слична тема пред 6 месеци, баш ке си погледна своите белешки во тоа кои индустрии забележа опаѓање, кои индустрии се зголеми активноста и дефинитивно се што беше поврзано со пристап до содржини, до e-commerce, до купување и тоа драстично се зголеми побарувачката. Сите оние кои што работеа на некој начин со real estate, со туризам, им опадна активноста поради специфичноста на индустријата и вертикалите во кои што работеа. Би сакал да потенцирам дека како 3 начини на финансирање, односно equity финансирање, кои што се достапни, тоа би биле angel investingот, акселераторите и VC фондовите, сите различно ги дочека кризите, ја дочекаа кризата, да кажам така. Акселераторите најчесто имаат своји средства кои што треба да ги инвестираат и нема никаков проблем, дури во подобра ситуација беа, да може да бираат кому и како ќе ги дадат финансирите. VC фондовите слично нешто, со тоа што многу по-внимателно се разгледуваат компаниите, но од друга страна многу полесно може нив да им се пристапи, затоа што немаат можност face-to-face да се видат и може слободно да им се прати имейл, LinkedIn и дури многу по-отворено се стартува комуникацијата. Друго е само трендот кој што го забележавме на страната на ангел инвеститорите, зашто ангелите самите располагаат со својот капитал и они лично инвестираат и најголем дел од нив лично беа погодени со бизнисите кои што всушност ги имаат.
и од таму може всушност да се забележи најголем тренд на опаѓање на инвестиции на страната на ангел инвеститори. Но голем дел од тие ангел инвеститори всушност идентификуваа можност да се едуцираат и да, да кажам, да научат како правилно да инвестираат и да сочекаат соодветна можност да го направат истото. Ги спомнавме индустриите кои што беа ефектирани од кризата, но она кој што една тенденција која што ја забележавме е дека рундите, односно износите кои што се инвестираа, се зголемија. Голем дел од фондовите се повеќе пари ставаа во веќе постоечките компании во кои што инвестираа, за да може да го поддржат нивниот раст, односно да задржат позицијата која што има, и многу повеќе се случија follow-on rounds со износи поголеми од 1 милион, отколку што се случија всушност први инвестиции во компании кои што во овој период беа финансирани. Тоа не значи дека немаше успешни примери, не само интернационално, туку и во регионот, каде што ќе може подоцна да се надоврзи или како всушност изгледа еден процес на разгледување инвестиција кога не можеш физички да се видиш, а знаеме дека првото нешто кое што инвеститорите сакаат е да го осетат основачот, односно да видат дали може да соработуваат, па потоа да ги разгледуваат и сите останати бизнис аспекти. И од таму помалце рунди се случија во почетните и посебно поради фактот дека истиот труд кој што треба да го вложат за инвестиција и за 50.000 евра, и за 100.000 евра, за 1 милион и за 10 милиони. Така да поголем е ризикот доколку трудот го трошат во помалите инвестиции, затоа повеќе се случува инвестиции во поголеми рунди. И друг еден тренд кој што го забележавме е дека самите валуации поради, ајде кажеме, недостатокот на финансии во рана фаза опадна. И посебно во рана фаза, ако некогаш една компанија која што била вреднувана од 100.000 евра или 1 милион, барем за 20% нивната вредност опаѓа поради тековната ситуација и трендовите кои што се сочуваат. Тоа е доста карактеристично за ангел инвеститорите, кои што викаат, слушате, сега е поголем ризик, парите повеќе вредат и од таа причина и подобро е да се прифати пониска валуација отколку да се одолговлекува процесот на финансирање. И делот за одовлекување всушност е многу битен да се спомене од страна дека сите оние кои што планираат да затворат рунди за 3 месеци, тоа никогаш не го стигна. Најчесто тоа секогаш планирањата треба да бидат на 6 до 9 месеци, но поради фактичката ситуација, најдоброто што може да го направат да покажат како нивните клиенти би го користеле производот, да истестираат со своите тестинг клиенти и да покажат интерес кој што всушност ќе биде пропознаен дека во моментот кога ќе се подобрат условите, рапидно ќе може компанијата да расте. Нема да одзима многу време, ќе сакам Ели ако може малце да ни сподели како всушност процесот се одвива во делот на инвестирањето кај нив во South Central Ventures како еден од единствените VC фондови кои што активно оперираат во Западен Балкан. Така да, Ели, сега да го земам местото на Милан за поставување прашања. Ќе те прашам, што се случуваше кај вас, како изгледаше текот на активности и дали постоеше некоја инвестиција? Да, фала Игор, фала на прашањата, фала Милан на поканата за учество на оваа панел дискусија. Значи да, јас сум делот од СЦВ, кој што е фонд на ризичен капитал, да го кажеме на македонски, кој што е присутен во земјите од Западен Балкан од 2015 година. Активно работиме во низ целиот регион. И досега имаме 27 портфолио компании. Значи, ако се вратам во март или првиот квартал од 2020 година, она што СЦВ го искуси или мислам како не затаче ситуацијата е повеќе или помалку слично како и на сите останати инвеститори ширум Европа.
Значи, веднаш во конкретно првиот квартал и вториот квартал, фокусот и вниманието дефинитивно беше свртан повеќе кон портфолио компаниите. Значи, работевме со нив речиси на дневна основа, креирајќи мерки за увлажување на ефектите од кризата, операционализација на нивните трошоци и општо земено следење на нивните активности и каков е нивниот перформанс. Меѓутоа, би рекла за среќа, односно, или да се пофалам заради добриот избор на инвестиции кои што ги имаме направено во претходните години, речиси сите компании покажа високо ниво на отпорност и односно дека воведуваат иновации во индустрии кои што ова пандемија практично им одеше во прилог, така што отпорноста беше евидентна, па и ние, да речам, малку веќе од вториот квартал наваму се опуштивме и почнавме и по-активно да гледаме и нови компании за финансирање. Значи, временската рамка, пак ќе речеме, повеќе или помалку слична на она што и другите VC фондови и наши соработници, пријателски нели кои инвеститори кои што имаме како фондови, истото го направија. Значи би рекла, првите 6 месеци сите се свртевме кон постојните компании да видиме што ќе биде исходот и како ќе трае. Потоа веќе мислам дека од третиот квартал наваму свативме дека оваа состојба ќе потрае и едноставно мораме да продолжиме и со активностите, и со инвестирањата, и со анализирањата. Така што веќе во третиот квартал ние направивме нова инвестиција. Меѓутоа во вкупните први 9-10 месеци од оваа година во портфолиото имавме follow-on инвестиции на 14 компании од 27, што е прилично висока бројка. Така што иако некои од рундите им беа пролонгирани и очекувавме можеби да бидат завршени во првиот квартал, се пролонгираа за вториот, некои во третиот, меѓутоа сепак компаниите успеа да се привлечат и кои инвеститори нормално и со наша поддршка. Така што сентиментот на сите инвеститори, би рекла, во Европа се прилагоди на условите и се продолжи понатаму со активностите во полна мера. Фала ти, Ели. Интересно беше да видиме како и VC фондовите се справуваат со кризава. Значи, генерално, кога ќе видиш, кога ќе ставиш се на вага, сите исто ја не пречека, сите слично се справуваме со истата и сите почнавме да гледаме кон новите идни инвестиции. Се помиривме со фактот дека ова ќе потрае. Сега, нешто што го приметив е дека во оваа ситуација многу полесно се избројуваат оние кои заслужуваат инвестиција од оние кои што не заслужуваат, како што спомнав веќе, и многу полесно можеш да ги процениш оние што се од другата страна, иако како што рече Игор, ги лимитиравме, ограничени сме од средбите во живо, сепак и преку камера веќе може да ги видиме оние мотивираните и оние кои што навистина имаат верба во својот производ од оние останатите, кои што го искористуваат ова како момент за релаксирање. Сега би сакал Игор да го прашам, дали ќе може да слушнеме повеќе за програмата со SwissCP, за што ја лансиравте за Ангел Бизнес Академијата за Западен Балкан. Така. Фала ти, Милан. Ова е информација која што првпат јавно ја споделуваме, заради тоа што беше еден пилот проект кој што го лансиравме баш на почетокот на да кажам, на кризата, кога се уведе дека едукацијата, која што беше една од битните карактеристики да имаме во Балканот едуцирани бизнис ангели, може да се оствари и помеѓу државите, значи не мора само да биде во самата земја, и да го искористиме всушност фактот дека поголемиот дел од луѓето се по дома, сакаат да се поврзат и сакаат да се едуцираат, и направивме соработка со швајцарската програма за претприемништво, со ЕФИНО, која што е инвестицијска група од Швајцарија, која што едуцира ангел инвеститори и помага во развој на инвестицијски екосистеми низ светот.
Направивме една хибридна програма, морам да признам, која што е приспособена на локалните потреби, во која што нема чиста јасна инфраструктура за како правилно да се инвестира како ангел и да бидат тие ангели стимулирани. И од таа причина на големо задоволство имавме интерес од поголем број од ангели, но избравме 26 кои што во овие 5 земји секоја недела имаат некоја едукација и размена на искуства за како би можело да го поминат целиот процес од разгледување, идентификување на компанија преку нивна валуација, идентификација на проблеми и потреби, портфолио менеджмент, па се до импакт инвестинг и екзит планирање на follow-on рунди, кој што непроценлива важност беше за оние бизнисмени и за предприемачи кои што знаат тоа како да го прават, но им треба некоја структура. Она кое што брзо го видовме е дека не може само да се работи на едната страна на процесот, мора да се работи на делот на едукација на стартапите, и тој дел на investment readiness, односно припрема на компаниите за да бидат презентирани пред инвестиции, треба и далеку повеќе да се работи и многу ни е драго што имаме барем во Македонија акселератори кои што на тоа работат, но треба да се стави поголем акцент на компаниите кога веќе ја поминат програмата, да се припремат комплетно за тоа што ги очекува, зашто не ги очекува процесот само еден месец, треба најчесто во процесот тоа, како што кажавме претходно, од 3 до 6 месеци преговарање, многу документи кои што треба да се имаат изработено, многу прашања кои што треба да бидат одговорени спрема инвеститорите, затоа што имајќи предвид дека бев и на страната на инвеститора и на страната на некој кој што основал стартап, познато ми е што е потребно, но најголем дел од новите предприемачи тоа не го познаваат и многу често има неисполнети очекувања дека заради тоа што нивниот бизнис е многу добар во нивната глава, тој би требало да биде финансиран уште во следните месец дена од страна на инвеститорот. Ова го кажам затоа што во рокот неколку недели развивме дополнителна аспект од програмата кој што е насочен на investment readiness и тоа е нешто што ќе продолжиме да го работиме, односно интензивна припрема на компании за пристап до инвеститори кои што потоа ќе можат комплетно да бидат информирани и спремни за целиот процес на due diligence, односно разгледување на сите аспекти од нивниот бизнис, од технологија, финансии, од легален аспект и да бидат спремни да што побрзо ја затворат рундата. Веќе сме при крај на таа програма, од повеќе од 20 компании кои што влегоа во првата фаза, со повеќе неколку обуки дојдовме до топ 3 од целиот Балкан кои што ќе бидат презентирани пред овие ангел инвеститори и со нетрпение ги чекаме резултатите да ги споделиме со вас кои што ќе бидат следната недела. Така да очекувајте дека информација околу овој круг и сите оние други тренинзи и поддршки кои што Стартап Македонија и швајцарската програма на предприемништво се планира да ги понуди во периодот кој што следи. Така, баш со нетрпение ќе очекуваме наредна недела да слушнеме повеќе за резултатите. Сега би сакал едно прашање да ми од двајцата. Која е перспективата на македонските стартап компании и што би им препорачале како да пристапат, како да се обратат кон фондовите и како тие и самите да дојдат до средства и како да ја совладаат оваа криза која што е пред нас? Ќе остапам место на Ели прва, па потоа јас ќе продолжам. Фала, Милан. Мислам дека перспективата за македонските стартапи си постои, е тука и веќе голем сите чинители на стартап екосистемот се навикнаа на оваа нова состојба, така што таа повеќе не представува пречка за било каков напредок во развивањето на бизнисот, туку напротив може да представува и отскочна даска или баш причина повеќе зашто некој да се вклучи со некое иновативно решение. Имајќи предвид дека стартапите во основа треба да нудат иновативност во некоја традиционална индустрија, навистина мислам дека цела зголемена дигитална комуникација и слично треба да им води во прилог.
мислам, навистина, поинаку е дефинитивно кога со некого ќе се сретнеш нели лично, меѓутоа од друга страна пак оваа зголемена дигитална комуникација на сите ни овозможи да бидеме на повеќе места во текот на денот, да разговараме, да се запознаваме со многу повеќе луѓе, така што мислам дека треба да се гледаат и предностите од ситуацијава која настана, барем во оваа индустрија во која што сме ние нели вклучени. Така што мислам дека стартапите во основа треба да го задржат оно што го правеле до сега, да работат на себе, да не ги приметуваат, мислам, да не ја перцепираат ситуацијата како отежната, туку напротив да бидат охрабрени да повеќе и да пристапуваат до различни фондови, да презентираат. Да, дефинитивно пичот е различен онлайн и при состанок, меѓутоа тоа го знаеме и ние кои што седиме од другата страна, дефинитивно на сите помалку или повеќе ни е сигурно потешко и да зборуваме пред камера отколку во живо и слично, меѓутоа мислам бидејќи сите сме во истата ситуација, сите имаме и разбирање за тоа, така да од тој аспект не би требало да бидат обесхрабрени во никој случај. Да се доврзам околу обесхрабрувањето, приметувам дека многу брзо го взимаат одговорот не како финален одговор македонските предприемачи. Ја викам не значи дека воопшто не, најчесто значи не во моментов, односно подобро да се ајде го преформулирам, инвеститорите кажуваат не на моменталниот статус на бизнисот и околностите во кои што е, но многу често е подобро да се изгради правилен однос со дали тоа ќе биде акселератор, дали ќе биде ангел инвеститор или VC фонд, затоа што во моментот кога вие ќе пристапите, инвеститорот почна да ве следи. И тоа ве следи активно не само бизнисот како се развива, туку и како личност што правите на социјални медиуми, во кои кругови се движите и сакаат да бидат осигурани дека сте правата особа во која што ќе ги не само што ќе ги вложат средствата, туку ќе го вложат и своето време. Забораваме некогаш дека и времето е најскапото нешто кое што го имаме и затоа треба да се градат тие односи, да се пристапува што е можно повеќе на тие нетворкинг настани сега во ова време на ковид, кога што веќе сите се пикселираме, како што викам јас, и повеќе време поминуваме на Zoom. Треба да бидеме малце по-паметни и на начинот на кој што ги градиме релациите преку LinkedIn како алатка и тоа како може да се пристапи било каде во светот, да се побара контакт, додека еве сега дискутираме, поставете прашање доколку имате до панелистите и почнете комуникација. Тоа значи многу и покажува како вид на основач е тој пред кој што стои. Доколку не гризе, и тоа е повторно ќе го повторам, не гризе самиот предприемач и навистина не ќе да го подобри својот бизнис, остава недоволно добар впечаток дека ќе гризе и кога нештата нема да тргнат како што сите посакуваме. И оваа криза баш покажува тоа, дека оние кои што се најотпорни, кои што ја имаат одредена финансиска поддршка, но сакаат помош и се отворени да се променат, се тие кои што излегуваат најуспешни. Споделив баш во статусот што го имав на Facebook, во една статистика вика дека повеќе од 70% од денешните гиганти во тек сферата всушност го прават својот раст и експанзија буквално после првата економска криза во 21 век, 2009 година, која искористуваат можностите да всушност се наметнат себе си со решенијата кои што ги имаат, затоа што ги познаваат потребите на пазарот. Така да можеби во моментот веќе некој од таа страна што не слуша е следниот гигант, следниот юникорн или ако ништо друго следниот бизнис кој што навистина ќе направи промена во Македонија и затоа и ова го правиме што го правиме. И голема благодарност и до вас, X-Factor, и до South Central Ventures и сите останати ангел инвеститори и структури кои што помагаат во развој на инвестицијскиот екосистем. Да, само ќе се надоврзам, Игор допре една моја омилена тема, тоа е градењето на односот со инвеститорите и
без разлика дали е ангел или виси инвеститор, значи не можам да не се повеќе да не се служам, мислам да се служам со тебе, Игор, дефинитивно. Значи јас не сум така долго време дел од СЦВ, меѓутоа имав така прилично доволен број на примери и да соработувам и да анализирам стартапи од не само од Македонија и од другите земји кај што сме застапени, и навистина стартапите многу чудно го доживуваат зборот не, иако никогаш во тој повратен одговор не е кажано не како full stop не. Туку секогаш даваме објаснување зошто во моментов не сме во можност да продолжиме со понатамошна анализа. Меѓутоа не е само тука во прашање и моменталната состојба на компанијата која што аплицирала, никогаш, значи да се изразам вулгарно, меѓутоа нити ангелите, нити виси инвеститорите не се банкомати, значи ние самите имаме своји рамки во кои што треба да функционираме. И навистина зборот не треба да се сваќа како крајна одлука. Добро, се разбира, освен ако не сте во некој сектор кој што едноставно не е во инвестицијскиот фокус на ангелот или на виси инвеститорот. Во тој случај, да, се согласувам, не. Меѓутоа, сепак градењето на односот значи многу, бидејќи еве ќе кажам пример за СЦВ, ние никогаш и за време на пандемијава, меѓутоа и особено сега од третиот квартал наваму, активно разгледуваме компании и сме дел од системот и од настаните и од се, сакаме да видиме што има, што се подготвува, кои се идеите. Меѓутоа тоа не значи дека можеме утре да инвестираме, бидејќи потребно да помине некое време, да го запознаеме и основачот, да видиме во таа некоја рамка која што и заеднички ќе поставиме, дали ќе се исполнат некои од майлстоунсите или претпоставките кои што ќе ги зададеме. Така што дефинитивно е многу важно доколку има стартапи на панелот што не случаат, да внимавате да бидете отворени за градење на тој однос, бидејќи знаете како ова е партнерски аранжман, значи пак ќе речам, никој не е тука банкомат, туку вие се определувате дека земате партнер во следните 7 до 10 години кој ќе остане покрај вас, да ќе инвестира голем дел од своето време, посветен, стои позади вас 100% да ве промовира, да ве мрежува во својот нетворк, да едноставно да ве поддржи да одите напред. Така што дефинитивно ќе се сложам со Игор, градењето на односот со сите чинители во екосистемот е од клучно знаење, бидејќи сите сме тука и за истата цел на крајот на денот, сакаме да го раздвижиме и пазарот, и системот, и пристапот до инвестиции, и да имаме производи со кои што ќе бидеме препознаени, зошто па не и надвор, не само во рамки на регионот. Така да тоа сакам да додам. Да, би сакал јас тука да се надобрзам, значи одлично искуство. Секое нешто го има дадено Комитетот за евалуација на проекти и Комитетот за одобрување на инвестиции, значи секое нешто го има дадено, било образложено. Зошто не и зошто не сега? Многу од тие не беа сватени како дефинитивно не. Иако беа образложени и беа дадени насоки на каде да се движи стартапот, многу од тие после тоа не исчезнаа тотално од секој од површината на земјата, значи се откажа од идејата, многу тешко го прифаќаат тоа не. Има неколку кои што добија, некои што се уште ги пратиме, кои што активно се трудат и мислам дека би можеле повторно да се сретнеме со некој од нив, затоа што изненадуваат во упорноста и во начинот на кој што го примија тоа не и сугестиите кои што ги добија. За нив би кажал само браво и напред. И многу повеќе, значи би се согласил, многу се согласувам со Игор кога рече дека стартапот треба тоа не да го свати конструктивно и да слушне зошто тоа не и зошто не сега. И да го прими како што треба и да не се откажува толку лесно, односно мотивираноста да биде на некое повисоко ниво, затоа што само така можеме да успееме.
би сакал само тука да за крај да надополнам дека Комитетот за евалуација на проекти на X-Factor Акселератор веќе почна, веќе имаше неколку онлайн средби со стартапи за новиот повик кој што веќе трае и ќе трае до почетокот на наредната година. Во февруари очекуваме нова акселераторска програма која што би сакале да вроди плод со уште некоја инвестиција. Така да би сакал да упатам порака до сите стартапи, не се откажувајте, само храбро и слободно отворете се и аплицирајте, споделете својата идеја пред луѓето кои што се адекватни за тоа. Мајндсетот во Македонија за инвестирање се променува и тоа многу рапидно, така да би сакал на сите да им посакам среќа. Фала ви Игор и Ели што ги споделивте вашите искуства, посебно искуствата за време на оваа криза која што не снајде сите. Фала ви за искуствата што ги споделивте, за сите совети кои што ги дадовте. Се надевам дека сето ова ќе вроди со плод и се надевам за понатамошна соработка. Фала ви уште еднаш. Благодарам уште еднаш и уште една само поздрав до сите што не слушаат и што сакаат да добијат некое поврзување со целиот екосистем. Нека се регистрираат на платформата на Стартап Македонија, кај што ќе може да ги мечираме со потенцијалните можности. И многу е битно да се разбере дека само затоа што постои акселератор, само дека постои VC фонд, не значи дека може да бидат инвеститорите. Треба во правилно време, во правилна подготвеност на бизнисот да се пристапи. И тука може многу да помогнат бизнис секторот и сите оние кои што сме веќе вклучени да помогнеме да се валидира идејата и да се донесе во позиција да биде, што ние би рекле, investable. Така да, толку од мене. Фала ви на поканата уште еднаш. Да, фала исто Милан и од мене за поканата. Јас само на крај ќе додадам дека јас ги поканувам сите слободно да пристапат, дали на мојот личен имейл, дали преку вебсајтот на СЦВ, каде што има еден формулар на кој што може да дадете краток попис на вашата идеја, па потоа ние ве контактираме. СЦВ инаку е во последната фаза од покренување на новиот фонд, очекуваме да биде оперативен веќе првиот квартал следната година. Така што остануваме во регионот да го поддржуваме екосистемот. Така што ве поздравувам сите и се надевам дека ќе имаме успешна соработка во иднина. Поздрав. Поздрав.